Стартуваа со работа канцелариите на 33 нови локации низ земјава кои нудат информации за најновиот владин проект Купи куќа за млади, како и досегашниот Купи куќа Купи стан. Граѓаните непосредно во подрачните канцеларии на управата за имотно-правни работи на секаде низ градовите имаат можност да аплицираат за еден од двата проекти. Жителите на Демирхисар, Делчево, Крушево и Неготино информации можат да добијат во канцелариите на управата за јавни приходи. Интересот е голем, велат работените. Во канцелариите наминуваат и млади, но и повозрасната популација. Интересираноста е голема, особено и пред да почнеме со отворенава канцеларија имавме голема заинтересираност. Најмногу се интересираат за, да речам до сега, до овој момент, најмногу се интересираат за Купи куќа за млади, тоа е вториот проект. Заинтересираноста е огромна, уште од раните утрински часови имавме многу зголемен број на граѓани кои дојдоа да се информираат во врска со проектот, каде добиваат подетални информации, условите, за кои лица можат да аплицират и временскиот рок до кога може да се аплицира. Тука сум сега да ми објаснат се тие прирачници ќе земак, ќе објаснам дома, ќе дојде и внук ми, така да се ценам дека ќе биде тоа реализирано и ќе бидеме сите среќни. Благодарам на оние што ете на Никола Груевски на тај проект. Работното време е од 10 часот до 15 часот секој работен ден, меѓутоа за поконкретни информации понеделник и вторник од 10 до 15 часот. Проектот Купи куќа за млади беше најавен кон крајот на минатата година и е наменет за млади до 35 години. Било да се работи за купување куќа во типска населба, за градење или за доградба на куќа. Државата предвидува два модели на субвенционирање. Првиот опфаќа исплата на субвенции за месечна рата во период од 11 години, каде во првите 8 години субвенционирана е 80% од ратата. Останатите 3 години субвенцијата е 50%. Во вториот модел владата ќе исплати субвенција од 100% од средствата за учество во кредитот, а понатаму младите сами ќе го исплаќаат. Субвенциите важат за кредит до 50.000 евра.